Работилница на тема безбедноста на старите лица во сообраќајот спровед општинската организација на Црвениот крст. По повод неделата на безбедноста на пешаците во сообраќајот, Црвениот крст активно се вклучува во одбележувањето. Целта на работилницата е подобрувањето на безбедноста на старите лица, пешаци во сообраќајот. Во работилницата беа вклучени полициски службеници, пензионерите, волонтери во Црвениот крст, како и членовите на клубот на млади пред Црвениот крст. На оваа работилница сакаме да ги слушнеме, да разговараме за проблемите на пешаците при учеството во сообраќајот, да истакнеме некои предлози од нашите размислувања за тоа како би можело да се подобри сообраќајот, да најдеме пунктови на ангажман на волонтерите на Црвениот крст за безбедноста во сообраќајот и евентуално ако имаме некои размислувања, предлози или препораки до надлежни институции, органи, да им дадеме препорака на нашите размислувања за тоа како да се подобри безбедноста во сообраќајот. За да се зголеми безбедноста на старите лица во сообраќајот, потребно е пред се големо внимание и на пешаците, но и на оние кои управуваат со моторните возила, вели Неделка Георгиева, пензионерка волонтерка во Црвениот крст. Најголем проблем за пензионерите во сообраќајот е тоа што тротоарите се преполни со возила, па така тие се приморани да одат по коловозот, што дополнително представува опасност по нивните животи. Од клубот на млади на Црвениот крст пак велат дека за безбедноста на старите лица во сообраќајот потребно е тротоарите да се приспособат и за оние стари лица кои се во инвалидска количка. Тоа што не мачи нас постарите, трето доба пензионери, прво нема доволно семафори. Тротоарите обично се зафатени, нема доволно паркинг плацови. Можеби како еден од проблемите кои што јас лично го имам приметено е тоа што луѓето кои што се во инвалидски колички нема доволно брегови на тротоарите за да може да се спушти, да се качи количката, така да тоа би било само еден од проблемите кои што би можело да се реши за краток и реално достижлив рок. Младите активисти на Црвениот крст веќе неколку години ја спроведуваат акцијата за грижа на стари лица во домашни услови. Според нив, оваа акција многу придонесува за безбедноста на старите изнемоштени лица во сообраќајот. Ние ги посетуваме старите лица еднаш неделно, во кои што барем до одреден степен успеваме да спречиме нивно движење во оние часови кога што е шпицот во сообраќајот, кога што има голема гужва, да не се движат многу во сообраќајот, бидејќи сепак се постари, некои си со проблеми при движењето, некои имаат и проблеми со видот, така да на некој начин успеваме да им помогнеме да им извршиме купување на некои работи кои што им требаат и тоа да го направиме баш тогаш кога нив им е најпотребно. Ова не е прва работилница која општинската организација на Црвениот крст ја спроведува во нивните простории во соработка со Министерството за внатрешни работи. Од Црвениот крст велат дека единствената цел на ваквите работилници е да се избегнат несаканите случаи и да се намалат жртвите при сообраќајните незгоди.